Žena na 55 godini bila donesena во болница поради симптоми изразени во вид на кашлање и сплукување крв. Сопругот рекол дека жена му има рак. Кратко по приемот во болницата, жената починала. На обдукцијата при прегледот околу устата и носот биле забележани траги од исушена крв, а на левата страна на градниот кош била утврдена скриена убодна рана. Веднаш била алармирана полицијата дека се работи за убиство. Иако случајот бил откриен за време на обдукцијата, поради ненавремено пријавување, на обвинетиот му биле оставени повеќе од 12 часа да ги скрие трагите и да го фрли ножот, кој никогаш не бил пронајден, но убиецот беше најден и осуден. Во Институтот за судска медицина и криминалистика, по наредба на обвинител, се прави последниот медицински преглед, односно обдукцијата. Преку овој последен разговор со починатиот, обдуцентите го наоѓаат одговорот на прашањето како и зошто завршил еден човечки живот. Секаде има случај кога причината за смрт е неправилно утврдена и вистината се закопува заедно со телото на починатиот. Тогаш се отвора прашањето дали овие грешки се сторени намерно или пак од незнаење. Во утврдувањето на грешките за причините за смртта, на обдукцијата се надоврзуваат и анализите од токсиколошката лабораторија, криминалистичката лабораторија, хистопатолошката и ДНК лабораторијата. Чекор кон откривањето на вистината е и ексхумацијата, откопувањето на телото, пошто случајот добива поинаква димензија. Маж на 80 години настрадал при удар на патничко моторно возило. Веднаш бил префрлен во болница, каде што за неколку часа починал, а лекарот како причина за смртта навел мозочен удар. Покојникот бил погребан со таа дијагноза, но роднините не верувале во наодот на докторот. По инсистирање на роднините, судот дури една година по несреќата наредил ексхумација на телото, при што биле констатирани обемни скршеници на крличните коски и крварење во околните меки ткива. Иако било јасно дека постојат повреди од непознати причини за обдуцентите, докторот навел дека причина за смртта на пациентот е мозочен удар. Со ексхумацијата се докажало дека немало мозочен удар и дека причината за смртта била поврзана со повредите од сообраќајката. И една година по погребот, лекарите од Институтот за судска медицина ја утврдиле причината за смртта. Мислењето дека обдукцијата представува само отворање на телото и сечење на органите е многу погрешно. Лекарот обдуцент ја истражува целокупната медицинска документација, наодот од обдукцијата и лабораториските резултати. Директорот на судска медицина и криминалистика во Скопје, Александар Станков, појаснува дека овде се работи само со факти. Истражувањето на една смрт од правен аспект не е можно да се направи без извршување на судско-медицинска обдукција. Одговорот зошто треба да се направи обдукција лежи во сите оние прашања кои произлегуваат од еден смртен случај. Тој додава дека надлежните органи и роднините никогаш не треба да се откажат од вршење на обдукција. Обдукцијата представува еден вид разговор помеѓу телото на починатиот и лекарот обдуцент. Основните прашања на кои што се одговараат за време на обдукцијата се прашањата кој, кога, зошто и под кои околности. Само целосна и детална обдукција, заедно со податоците кои што ги добиеме од дополнителните испитувања, дава верна реконструкција на секој настан. Обдуцентите велат, мртвото тело се гледа со истата почит како и кога бил жив покојникот. Отворањето на телото се врши според однапред утврден редослед и секогаш се внимава да не се награди телото. Секоја недоволно истражена смрт е закопана вистина. Секоја површна и непрофесионално изведена обдукција е скриена вистина. Волтер вели, на живите им должиме почитување, но на мртвите им ја должиме само вистината. За уште 3 случаи и 3 отворени вистини во продолжение.